Македонија, Зоран Заев, почитувана министерка за труд и социјална политика Мила Царовска. Благодарам, Јоване, почитувана министерке, почитувани присутни. Прво дозволете да посакам успех во работата. Како влада, веројатно, самите министри, без разлика што министерката за труд и социјална политика е авангардата на ова прашање, видов сериозна сензитивност и чувствителност по ова прашање од неколку аспекти. Веројатно и лично јас имам созреано во текот на периодот и како градоначалник и како политичар и навистина полагаме одлична и огромна надеж во на што ќе го работи оваа интерресорска комисија за еднакви можности за сите. Дозволете да дадам едно осврт директно подготвен за да охрабрам во периодот во кој што доаѓа, а потоа таму останувам исто така да се вклучам и во другиот дел на дебатите, за да ги створиме преку ваква конститутивна седница на вистинските правци и да сите членови на комисијата и сите присутни овде добијат дури и по пластични насоки колку во суштина ние сакаме да покажеме резултат од она што ќе го работиме. Нема да биде сигурно лесно, заради тоа што ќе го давате своето мислење и став по буџети, по финанси, по многу важни и чувствителни прашања, каде што ќе треба дополнително мотивација на одредени ресори, на одредени министри, на одредени директори, на градоначалници, совети или слично, но верувам дека самиот почеток доаѓа во време во кое што навистина се случуваат крупни работи во Македонија и треба буквално да го фатиме моментот и да покажеме своји резултати. Во државата се случуваат големи политички промени. Отворивме можности за демократска република Македонија, за демократски општини, за демократски институции и за демократски развој во сите сфери на општественото живење. Обезбедуваме еднакви можности на жените и мажите, за што се залужуваме како влада и ги правиме првите чекори. Денешниот настан е само уште еден доказ дека го менуваме општеството. Но уште поважно е дека и ние видливо се менуваме како луѓе, како граѓани, како политички представници на граѓаните, застанувајќи зад граѓанскиот концепт за еднакви можности за сите. Ги поздравувам одлучните чекори на министерката Мила Царовска и на Министерството за труд и социјална политика да ги води процесите и во оваа многу значајна област, во чекор со развиениот демократски свет, каде што ја гледаме и каде што припаѓа нашата Република Македонија. Исто така ги поздравувам активностите и на представниците на сите други ресори, вклучени во оваа иницијатива. Јас сум лично горд на вас и ја имате мојата целосна поддршка да исчекориме напред и во многу скоро време да ги имаме и првите резултати со што Република Македонија ќе придонесе за доброто на своите граѓанки и граѓани, како и ќе се вклучи во првите редови на држави во светот кои што успешно го решаваат родовото прашање. Како влада, подготвени сме да ја развиваме еднаквоста меѓу жените и мажите. Затоа донесовме одлука и на влада да се формира ова интерресорска советодавно консултативна група за еднакви можности на жените и мажите. Родовата еднаквост е наша законска обврска, дел од програмата на владата на Република Македонија 2017-2020 година. Исто така, тоа е наша обврска од агендата за одржлив развој до 2030 година. Но пред се, сакам да потенцирам дека е клучна свеста дека само заеднички, жени, мажи, различни по какви било основи, но сплотени во определбата за еднаквост, можеме да градиме и ќе градиме општество на еднакви граѓани. Рековме и веќе воспоставивме посебно владино тело за родова рамноправност, кој што ќе се грижи за имплементацијата на родовите перспективи во креирање на политиките и буџетите. Тоа ќе го направите вие денеска и благодарам за брзата реакција и ви посакувам успешна работа. Планираме да предложиме ратификација на Конвенцијата на Советот на Европа за спречување и борба против насилството врз жените и домашното насилство од 2011 година или така наречената Истанбулска конвенција и согласно оваа конвенција ќе воспоставиме мрежа на стандардизирани институции чија што обврска е заштита од домашното насилство. Ќе предложиме нов закон за родово базирано насилство и измени на кривичниот законник. Ќе воведеме програми за помагање на развојот на жените предприемачи, посебно во руралните области.
Ќе се заложиме за вклучување на родовата перспектива во колективното договарање на сите нивоа. Веќе имаме направено исчекори кон обезбедување еднаквост за каква што говориме меѓу жените и мажите, но тоа е секако многу малку. Имаме модул за родова еднаквост, подготвени со подршка на United Nations Women, задолжителни за сите административни службеници. Министерството за образование ги повлече веќе учебниците по граѓанско образование со стереотипите по родовата еднаквост, родовата основа. Се заложивме за заедничко користење на родителското отсуство на двајца родители за првите 1 до 3 месеци, односно 3 до 6 месеци во случај на раѓање близнаци или тројки. Родовата еднаквост не е само женско прашање, не е само прашање на почитување на уставното право на еднаквост, туку сериозно влијание на развојот на општеството во кое што живееме. Еднаквоста на жената значи прогрес за сите. Земјите со поголема родова еднаквост имаат подобар економски раст. Од тука заклучуваме дека Македонија не ги користи ни блиску сите своји потенцијали кои што ја стојат на располагање. А знаете дека приоритет во агендата на владата е намалување на сиромаштијата и обезбедување на пристоен, квалитетен живот за сите. Еднаквоста на жените и мажите во сите области во општественото живење е определба зад која цврсто стои целата влада која што јас ја предводам. И процесот на интегрирање на крајот на Република Македонија во Европската Унија налага почитување и стремеж кон постигнување на определени норми и стандарди во насока на унапредување на еднаквоста и еднаквите можности за сите граѓани на Република Македонија и подобрување на транспарентноста и отчетноста на институциите. Затоа, внесување на родова перспектива во стратешките планови и буџети на министерствата и локалните самоуправи и следење на ефектите и влијанието на нивните програми врз жените и мажите е нешто за што силно ќе се заложиме преку Министерството за труд и социјална политика, кое што посветено работи на ова прашање. Да овозможиме да бидат креирани и спроведувани политики и буџети кои што ќе ја земат предвид различната положба на жените и мажите и различните пречки со кои што тие се соочуваат, а соодветно на тоа да работиме и на мерките со кои што ќе ја надраснеме родовата нееднаквост. Мораме да продолжиме заедно. Македонија мора да биде пример на земја на еднакви можности за сите. Јас сум лично убеден во тоа. Заедно сите ќе успееме во ова наша голема цел, која што истовремено е важна цел за сите граѓани на Македонија. Благодарам.